Индивидуалните земјоделци и компаниите од овој сектор досега искористиле 22,4 милиони евра од европските предпристапни фондови за поддршка на земјоделството, односно ИПАРД 2 програмата која што трае од 2014 до 2020 година. Тоа е околу 28% од вкупно расположливите 80 милиони евра. Споредено со ИПАРД 1 програмата која што се реализираше од 2007 до 2013 година, а македонските земјоделци на 12 јавни повици искористиле само 16 милиони евра, односно 17% од вкупната сума, сега искористеноста се зголемува. Директорот на Агенцијата за поддршка на земјоделството Николче Бабовски објаснува дека овие 22,4 милиони евра се одобрени само на 3 јавни повици за неполни 2 години. Дека интересот на земјоделците за овие европски фондови е многу поголем, покажува и вкупната сума што ја побаруваат, а надминува 55 милиони евра. Овие апликации допрва ќе се одобруваат и потоа ќе се склучуваат договори. Бабовски вели дека агенцијата има и капацитет и пари да ги одобри најголем дел од пристигнатите апликации. Навистина ние се трудиме максимално да ги зголемиме своите капацитети, да ги поедноставиме процедурите за апликација, затоа заедно со Министерството за земјоделие, односно Managing Authority или телото за управување со ИПАР средствата која се наоѓа при Министерството, организираме инфоденови, организираме сесии, работилници, во кои што навистина на еден пластичен начин преку примери за апликација покажуваме како тие апликации треба да се припремат, што треба да содржат, а воедно и одговараме на сите нејасноти и сите прашања од страна на апликантите кои се појавуваат. И заради тоа е и толкавиот број на пристигнати апликации и голема сума на побарани средства. За искуството со аплицирањето и користењето на европските предпристапни фондови за земјоделството разговаравме со менаџерот за производство на тетовската компанија од местната индустрија Лекер. Крсте Поповски вели дека компанијата досега 2 пати реализирала инвестиции финансирани со помош на ИПАРД во вредност од околу 600.000 евра и повторно аплицирала на последниот повик. Самото аплицирање на ИПАРД по соодветните мерки навистина не е наједноставна. Точно дека таа постапка е малку пообемна, но она што е најважно во моментот е тоа што сите оние кои сакаат да аплицираат морат претходно да бидат добро информирани за каква процедура станува збор. Процедурата трае долго, се зависи од очекувањето на апликантот. Ако истиот е доволно информиран, тој ќе биде свесен колку долго трае процедурата, која е потребната документација. Можам да потврдам од нашето искуство дека секој наредно аплицирање е поедноставно, е побрзо и не е толку сложено. Првиот циклус беше можеби најсложениот, но откако ние свативме како е процедурата, како се одвива, откако ние веќе се екипиравме и откако ги завршиме целосно сите проекти, самото аплицирање и прибирање документацијата стана многу поедноставно. Поповски вели дека користењето на овие фондови од ИПАРД и помогнало на компанијата да го модернизира производството и да понуди на пазарот поконкурентен производ, како што од нив очекувале потрошувачите. Следејќи ги барањата на сосвените потрошувачи, ние увидовме дека во самиот процес на производство имаме постојано потреба од воведување на нови технологии, на нови машини, нова опрема, се со цел да одговориме на барањата на нашите потрошувачи. На тој начин, тие секој пат го добиваат нашиот производ подобар, поквалитетен, поконкурентен. Е вистинскиот збор за оваа работа, затоа што на крајот на денот сите наши производи се споредуваат со големите компании и производители, а користејќи ги овие средства кои што се на располагање преку ИПАРД програмата, ние стануваме многу поконкурентни со истите. Така да нашиот производ станува многу подостапен и едноставно веќе не заостануваме со технологијата и со квалитетот на производот зад големите производители. Дека ефектите од искористувањето на европските предпристапни фондови за поддршка на земјоделството се огромни не само за компаниите од овој сектор и индивидуалните земјоделци, туку и за целата економија, зборува и директорот на агенцијата Бабовски. Со самото стекнување со современа механизација која што е директно на располагање на самите земјоделци, заштитни мрежи, системите капка по капка,
објектите во кои треба да се чуваат производите, калибратори, пакување на производите, исто така во преработувачката индустрија, значи преработувачката на месо, млеко и други производи кои што се од примарното производство, ние како држава го зголемуваме, односно количината на финален производ кој го пласираме на домашниот и на другите пазари. Со тоа имаме зголемување на бруто домашниот производ, така да економската корист од тоа се мултиплицира. Бабовски најавува дека до крајот на годината ќе следуваат уште неколку јавни повици за да може да се искористат што повеќе од вкупно расположливите 80 милиони евра од ИПАР 2. Властите очекуваат дека зголемената искористеност на овие европски фондови, кои имаат за цел да го модернизираат земјоделството и преработувачката индустрија, допрва и статистички ќе прикажат пораст на земјоделското производство и извозот.